Швајцарската влада преку својата агенција за развој и соработка донира 4 милиони и 460 илјади швајцарски франци за проектот за управување на сливот на Брегалница. Дополнително, со над 800 илјади франци ќе учествува и владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина и земјоделство. Во Кочани се одржа првата презентација на проектот, со што практично започнува неговата реализација. И ова ќе биде еден од поголемите вакви проекти, да не кажам во овој момент и најголем за речните сливови, каде што по урнек на планот за управување со брегалнички слив ќе се работат и другите подсливови во Република Македонија. Ќе имаме работа со врвни швајцарски експерти кои што ќе го пренесат своето знаење и искуство, ќе се вклучат млади луѓе од Кочани и регионот, што ќе биде нешто уште за поголемо значење за да може да ги стекнат знаењето и предизвиците што следуваат, а понатаму јас искрено верувам дека нема да застане на ова, дека проектот ќе оди понатаму, ќе добие и своја конкретна завршница со реализација и на нови проекти. На презентацијата на проектот присутните ги поздрави Татјана Вон Штајгер, директор на канцеларијата на Швајцарската агенција за развој и соработка. Оваа одлична соработка ја прошируваме на пониски локални нивоа во вашата земја, вклучувајќи ги општините. Во наредните 4 години сакаме да ја финализираме нашата стратегија за соработка, а Швајцарија има намера да го помогне за јакнувањето на административните, финансиските и техничките капацитети на службите на централно и локално ниво во вашата земја. Проектот за управување со сливот на Брегалница е составен од две компоненти. Првата е институционален развој со која ќе се формира и ќе функционира одборот за управување со речниот слив, а втората компонента е планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти, чии корисници ќе бидат 13 општини по течението на реката Брегалница. Поврзано со овој проект, Министерството за животна средина од швајцарската влада ќе биде подпомогнато и за изработка на стратегијата за заштита на природата, а ќе се подготви и просторниот план на Брегалничкиот регион.